Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Добро утро до вас, колеги во студиото и секако добро утро до почитуваните колеги во режија. Токму така се јавуваме во дворот на итната медицинска помош во Скопје. Утринава, овој понеделник, шеф на смена е психијатарот доктор Елена Карева-Пиловска. Таа ќе ни помогне, ќе ни даде одговори на оние прашања како минал викендот, но воедно и од неа ќе побараме и се надевам дека ќе успееме да добиеме одговори кои што вас, почитувани гледачи, ви се мотаат во главата, нејасни работи во врска со коронавирусот. Најнапред да ви посакувам добро утро. Добро утро, добро дојдовте повторно во базата на итна медицинска помош. Вака имаме и друштво, се надевам дека ќе можат да го видат нашите гледачи, нашето друштво случајно што ни дојде. Доктор, ќе би сакала најнапред да ве прашам како мина викендот и да појасниме дека викендот значи од петок навечер се до утринава до 7 часот. Колку интервенции имаше брзата помош? Екипите на итна медицинска помош за време на викендот имале 236 интервенции, од кои што 44 од прв ред на итност, интервенирано и пружено помош кај 5 сообраќајни незгоди за време на викендот. Да, постојано ги споменуваме тие итност, првстепенна итност, второстепенна итност и третстепенна итност, па да појасниме зашто поточно станува збор. Интервенциите во итна медицинска помош имаат 3 реда на итност. Прв ред на итност, значи интервенцијата се предава, налогот за интервенција се предава на екипата во истата минута во која што се прима повикот за интервенција. Всушност целта е за да бидеме поефикасни. Тоа е работата на итна медицинска помош, да интервенира кај акутно животно загрозените и да пружи помош во моментот кога што е неопходна таа помош. Втор ред на итност се интервенции кои што се од одложен карактер, кои што би можеле да почекаат. Најчесто се работи за интервенции кај хронично болни, односно нивни влошувања, и трет ред на итност, значи итната медицинска помош врши транспорт на неподвижни болни на барање на семејството. Најчесто тоа е за испис од болница, контрола во болница или некои други медицински потреби. А што се однесува до оние телефонски јавувања, како мина викендов, зашто најмногу прашуваа граѓаните? Така, зголемен е бројот на јавувања на бројот 194, се јавуваат лица кои што бараат помош за најразлична симптоматологија и од најразлична етиологија. Од панични атаци, потоа акутни стресни состојби, покачувања или намалување, односно варијации во крвниот притисок, вртоглавици, потоа пружаме помош нели кај акутните состојби, инфаркт, мозочни удари, сообраќајни незгоди, интервенираме кај болки од најразлично потекло и кај некои интоксикации, било медикаментозни, било алкохолни, значи широкообразна е работата на итна медицинска помош. Предпоставувам дека во последниот период се зголемени прашањата во врска со коронавирусот, бидејќи навистина сите на засега имаме постојано нејасни прашања. Што најчесто прашуваат на оваа тема и дали е истиот телефонски број? Така, се јавуваат лица кои што прашуваат и се заинтересирани за коронавирусот и најразлични се типот на прашањата во однос на колкави се шансите да умрам доколку се заразам, потоа како се пренесува вирусот, дали може да се пренесе преку лице кое што нема симптоматологија, асимптоматско, потоа дали го пренесуваат животни, прашања разнообразни, кои дезинфекциони средства да треба да се употребат. Ние, кога имаме време, ние одговараме, инаку ги упатуваме на бројот 15123, тоа е бројот на Ало докторе, кој што сега работи во зајакнат состав. Така, ги споменавте дезинфекцијските средства, во последно време се прилично често се употребувани и воедно се создаде, да речам, еден вид на параноја помеѓу луѓето, постојано ставаат од овие дезинфекцијски средства, а всушност знаат да бидат и штетни за кожата, да не го заборавиме тоа и малце да алармираме дека не е тоа дека треба да се става на секој час. Како треба да се користат овие средства, докторке? Така, постојат многу хемиски дезинфекциони средства кои што, например, се на база на хлор, разни избелувачи, хлороформ, етанол, кои што може да се употребуваат на разни површини, но не можат на кожа. Понатаму постои една состојка која што е во многу дезинфекциони гелови, се нарекува триклосан, и неговата долготрајна употреба може да предизвика и резистентност на бактериите, понатаму може да предизвика и хормонален дисбаланс. Всушност, во врска со
со овој вирус. Најдобра е употребата на алкохол и сабун и вода. Многу истражувања покажале и дека не е битно, не е толку многу битно што ќе се употреби, туку и начинот на кој што ќе се употреби. Односно еднаква е битноста и начинот на кој што се употребува средството, начинот на кој што се мијат рацете. Така. Ќе се задржиме уште малце во врска со короната, ќе ја искористам приликата. Сите знаеме дека короната најмногу ги напаѓа возрастните лица. Што се зборува зад кулисите помеѓу докторите? Може ли да ни откриете од прилика кои се вашите, да речеме, ставови, видувања на повеќето доктори, зошто токму најмногу ги напаѓа овие лица? COVID-19 е високовирулентен вирус, но неговата смртност е помала од коронавирусите кои што предизвика епидемија 2002 и 2012 година. Кај младите и дотогаш незаболени, односно здрави особи, има неагресивен клинички тек, додека најзасегната, односно најранлива категорија на луѓе се возрастните и хронично болните лица, затоа што тие и дотогаш имаат влошено физичко здравје и намален имунитет. Така, и за крај, докторке, постои ли простор за паника? Паниката е непродуктивна. Всушност, секој одговор во секоја акутна состојба кој што е базиран на паника е неадекватен, несоодветен, неефикасен и непродуктивен, но не треба да се минимизира опасноста од вирусот. Всушност, све што треба да се направи сега е да се почитуваат препораките на Министерство за здравство, кои што нели широко се распространети по сите можни начини и сите медиуми.